Македонија го одбележува денот на НАТО како 30-та полноправна членка на Алијансата. Државниот врв на одбележувањето на денот на НАТО, како што можевте да видите, имавме и реемитување на она што значеше и чествување, она што го пренесувавме во текот на денот, повторно токму во контекст на денешната тема, испрати порака дека членството на земјата во Алијансата представува историски успех и најзначајно надворешно политичко постигнување. Ова станува особено значајно за регионалната безбедност и стабилност, особено во контекст на актуелните безбедносни предизвици и војната во Украина. Премиерот Димитар Ковачевски на свечената церемонија изјави дека земјата е фактор за стабилност и безбедност во регионот во која граѓаните имаат сигурна иднина. Тој порача дека се потребни предвидливи, веродостојни, засилени и забрзани процеси на интеграција во ЕУ. Прашањето на проширувањето е геостратешко и безбедносно прашање, а евроинтегративните процеси треба да започнат без одлагање, завршен цитат, вели тој. Ке ви читам понатаму и други делови, веќе доволно одвоивме време за сето ова посочување, да одиме веќе со јавувањата на 02 60 91 924 или 925 или пак преку фан страницата на Facebook Очи во очи може да ни праќате и пораки. Добар ден! Да, добар ден. Повелете, погласно рече, повелете. Поздрав до тебе, Огне, и до Телевизија 24. Благодарам, поздрав. Денешниот ден, Република Северна Македонија го празнува денот на НАТО, затоа што ние како двогодишна членка на НАТО, кој што тешки процеси го изборивме и на крај го добивме, за да нова наша Република Северна Македонија и обезбедниме безбедност на својот народ, на својата држава, интегритетот на државата, за да не утре поново дојде некој од нас бара некакви си територијални претензии и така натаму. Тоа е целта на ова наше членство во НАТО, затоа што Република Северна Македонија со менувањето на географската одредница Северна пристана Грција за да влеземе во НАТО структурите, а тука е оној најголемиот безбедносен сигурносен вентил на Република Северна Македонија, како би можеле за сите граѓани во Република Северна Македонија да бидат безбедни од секој аспект, и оние сите институции и фирми кои доаѓаат од странство во Република Северна Македонија да му биде сигурен капиталот и да влегуваат како би можеле да повлечиме поголем капитал во Република Македонија, за да можат нашите млади кадри кои сега се оттргнуваат од Република Македонија, се иселуваат надвор, да ги задржиме внатре. Тоа е она безбедноста на НАТО. НАТО е алијанса која што обезбедува мир, стабилност, интегритет на државата, за да не може никој со незе да менува било какви работи во самиот систем на уредувањето. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Благодарам. Па вака, ја ми чини дека прво да се сложиме со тоа дека се измачивме да влеземе во тоа НАТО и да на некој начин побараме да НАТО да биде гарант за нашите граници и да не се да не соседите да не барат проширување, да бараат големи Албании, големи Бугари и Срби и не знам кој, на некој начин сега веќе тоа нивно лудо размислување е скратено и немаат право и не можат да бараат да се прошируваат и да атакуваат на наша територија. Меѓутоа, со самото влегување, самата држава текна право да речеме да има поголема сигурност, да има поголема безбедност, да има поголем прилив на странски инвестиции. Се тоа е пак ствар на нашите политичари колку ќе успеат да внесат повеќе странски инвестиции. Тоа е за размислување и за дискусија во некоја идна емисија. И тогаш ќе можеме и да го кажеме и тој дел, дали не исполниле таа обврска од нивна страна, но нивната страна е многу некако зачучурена и не е исполнета. На овој начин ние можеме да бидеме благодарни и можеме само да кажеме дека нашата гаранција, нашата сигурност е во сигурни раце. Никој не може се
макар да покуша и сега покушуваат да речем одредени сили да не скренат да покрај ово што веќе влеговне во НАТО, се стремат дури да не влеземе во ЕУ, само да ги исполнат нивните желби. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден, повелете. Еве мене, добар ден. Добар ден, повелете. Диме од Скопје, здрав жив. Поздрав, Диме, повелете. Беше спомнато, не само што ќе успеат и ќе допринесат. И со оваа возраст, 70 годишна, можам да кажам во однос на оваа тема и на НАТО, се чувствувам безбеден граѓанин на нашава сакана татковина Македонија. Да не заборавиме дека ние минатото бевме оставени како доенче на раскрсница, ама никој не регистрираше дека постоиме. Постоиме и ќе постоевме и ќе постоиме. Благодарам до сите умни луѓе, до сите умни глави. Ние, како ова мало парче земја географско, и на толку народи и народности во нашава сакана Македонија ние добивме една самодоверба. Благодарам, големо благодарам до НАТО. Сега за жал, во нашава сакана татковина има луѓе кои што тоа нити го посакувале, нити го ценат, нити го почитуваат, па лидерот на опозицијската партија, гледате, во Будимпешта, се морал да се фотографира со Орбан. Тие луѓе се опасност по цивилизацијата и демократијата на Европа. Таквите луѓе. Кој сака нека каже, точно е тоа. НАТО, во минатото имал некои грешки и то како. Ама сега е на прав начин за да Европа си остане на цврсти нозе. Јас сум длабоко уверен, не само Европската унија и НАТО уште толку ќе допринесат за демократијата и цивилизацијата во Европа и па дури и во светот. Здрав жив, ве поздравувам пријатно. Благодарам, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господин Огнен. Благодарам, поздрав. Поздрав до сите гледачи на телевизија 24. Ви благодарам, повелете. Види, ова е нешто што се случи, нешто најдобро што се случи на Македонија. Мислам, во последниве, па и 30 години како независна, немавме име, бевме во Обединетите нации под фирум, бевме од сите финансиски, сите здравствени, сите установи, бевме под фирум. Значи, со тој договор од Преспа, добивме понешно решение, Северна се стави, Република Македонија, и така се доби НАТО. Се преговаравме една година и не прибија во тие 30 членки, 29 се во Европа и само Америка и мислам чини и Канада. Заедно, да, тие се заедно се во НАТО. Така да тоа е не само воена алијанса, тоа е туку помагаат и економски. Помагаат во сите сфери на државите што се членки на тоа. Сега не може толку економски, сепак, значи, тоа што го добивме е заслуга на еден господин, ќе го спомнам Зоран Заев, а не е само него, него на 80 пратеници што гласаат за уставот да се стави Северна и така да еве ги поздравувам тие што сите гласале за оваа работа што се случи и се случи нешто најважно за Македонија сега, не сме никој, така барем јас гледам, не сме никој да рече дека не сте вака, дека ова може да не заземе или било што да прави. Од соседите и па и другите држави. Еве во овој случај можеше и Русија нешто да направи ако не бевме таму во НАТО. Така да уште еднаш ќе кажам, ова е нешто најголемото и поздравувам, јас го честитам денот на НАТО 4 април. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Еднаш да ти кажам дека ти се јавувам од Северна Македонија, да не заборавиш. Добро. Гледам сите претходни со напомена Северна па Северна. Еве јас ти кажам дека сум од Северна Македонија. Добро. Честитки за тоа што сме во НАТО. И тоа е еден плюс за Македонија. Само луѓе, запамтете, овие сите држави што се граничат со нас, нема шанса да не нападнат.
може само да не нападне, јас кажав во една прилика. Џибути, Того или брег на слонова коска. Абе, што сте толку наивни, бе? Гледајте, да не си ги извадиме очите меѓу себе овде во државата. Знаете, НАТО нема да ви се меша тука ако има превривања во самата држава. Дали било тоа национални, дали било партиски или нешто друго. Не дај Боже да дојде до конфликт, таде што ќе дојде граѓанска војна како што беше во Сирија, во Либија и да не ги набрајам тамо. Па да дојде пустош. Тука НАТО нема што да ти се меша. Од кого ќе брани? Тој те брани едноставно ако има напад од надворешна сила некоја. А од надворешна сила кој ќе те нападне? Ние сами ќе допринесеме да си ја поделиме државата. А како тргнала работа, немаме памет у главата. Само гледајте, помалку крадите, мислам на политичариве, оставите нешто и за народот. Огнен биди поздрав, поздравен од Северна Македонија. Благодарам, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Повелете. Веројатно си среќен денот на НАТО, сите сме среќни, помалку или повеќе. Така, повелете. Право да ти кажам, ја искрено да ти кажам, дека ја, од кога влеговме во НАТО, мислам дека сум многу по-небезбеден и по-несигурен. И тоа еве ги доказите. Агресивноста на Бугарија така нагло се зголеми после членството наше во НАТО, што човек веќе секој ден се плаши дека Бугарија ќе изврши агресија. Од оној кој што ја сака историјата, фактички сака да се нема. А никој, ни од НАТО, ни од Европска Унија не се спротивставува на оваа агресија национална, идентитетска од страна на Бугарија врз Македонија. Никој од НАТО и од Европа не зборува еден збор да каже чекате бе, вие бугари, таму живее народ македонски и друг не може да биде таму. И што е суштината на тој член 5 од договор за врзоство на кој е основа НАТО? Членот 5 зборува дека секоја членка на НАТО, ако биде нападната од држава што не е членка на НАТО, тогаш НАТО ќе интервенира. Ако не се лажам, така ли е? Ти ги знаеш, може и повеќе работат. Меѓутоа, има случаи кога две држави на членки на НАТО имаат меѓусебен конфликт, НАТО не интервенира. Што значи, јас се плашам дека ова што Бугарија го прави во последните 2 години, дека та има одвртани раци да прави со Македонија што сака. Дозволено и од Франција, Германија и од сите и од Америка со Македонија да прави што сака. За тоа најмногу се плашам ја. Нити по од Македонија има некој да се спротивстави. Тоа е срам. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Пардон. Добар ден. Иван Одејски. Повелете. Најголеми честички за Македонија што влезе во НАТО. Еднаш не спаси Тито, не направи држава, кој сака нека кажи, научам може доказам, и второ што ние релативно нема апсолутна заштита, сме во НАТО. Честитки за сите, Шекевинска, за ови што го доведува НАТО овде, кај нас. И тука е се други, веќе приказни меѓу себе, меѓу ова она. Тоа е првата работа и го честитам празникот, што Македонија влезе на голема маса, као во кафана секаде не те прима. Сега, полека, ама сигурно, чувствувајќи дека браќава да не ве навледам българчиња, тие политички лити се не е народ, бугарите се прекрасни луѓе, они полека ги попуштат. Ама што има врска Македонија од историјата? Што има врска Македонија, дали Гоце, дали Царсе? Јас можам да положам дека Цар Самуил бил македонец, отиво Аил, осталот на Пресма била резиденција. Дајте бре да видиме што ќе правиме утре, дедо. Што ќе правиме со нашите деца, заминати? Што ќе правиме? Овој некни 3 пати се јавува еден по
не знам, тој од ВМРО, ВМРО, тој нема, он има научено, не е политичка наука, тој има одвелес научена политичка бламање. 3 дена да го гледаш и вика пописо нечите ване. Па моите внуци не се попишани. Кого? Дајте да се смирим. И единствена, што сакам последно, македончето нека се буни кога треба, а не кога не треба, која е во најчешто теренска и ние тоа што... Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ако ова е некој многу убав и голем празник, не знам зашто моите северни другарчина така скромно го одбележуваат. Значи, треба веднаш да во сите стадиони, спортски сали, концерти да се направат, журки, славје на државен трошок, тоа празник е не играчка, не знам зашто така скромно. Или пак, например, имаме придобивки од НАТО. Точно е, имаме. Еве, негде измеѓу 200 и 300 милиони евра се купува америчко оружје. И тоа е голема, тоа е цивилизацијска придобивка. Например, утре, други ден, НАТО кој ќе влези во конфликт со некоја сиромашна земја, за да му земи нафта ова, тие као демократија. И сега, со авион од 200 милиони долари, со бомба од $1 милион, ќе гаѓаме колиба од $100. И тоа е демократија, да, или ние сме сега во таа западна демократија, мислам. И сега некој ќе ми речи, безбедни сме биле од Русија, да не нападне. Кој ќе не нападни, што ќе не нападни? Русија требало со нуклеарна ракета да не погоди. Абе, ние без атомско оружје, без нуклеарна ракета погодени, ние такво уништување имаме, што камен на камен нема останат. Екзодус е, кој наврат, кој најнов сите гледат да избегат од тука. Не гледате, само да го земите овој последниот попис, па натаму резултатите да ги гледате, и младо и старо, кој сите гледат да му е дугнато. А ние тука ќе останевме, само ќе си правиме вакви журки, НАТО журки, ќе славиме, да. Затоа што имаме зголемени трошоци. И не знам и со тоа оружје што ќе правиме. Не знам кај ќе ојме, кој ќе тепаме. Стварно не знам. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Од Кавалец се јавувам. Сега вака. Повелете. Македонија не е Јужна Бановина. Македонија е слободна виќе. Не е под Србија. Значи, Киро Григоров кажа, треба да конфедерација да направиме со Србија, тоа е 10 милиона народ и Босна 3, 13 и ние 2, 15. И треба да повчито да прекинеме преговорите со Бугарија. Бугарија е фашистичка држава. У вас се паат 12 со бајонетите во тие капините ги изводиха. И повчито треба да прекинат преговорите за историја. Нема што да разговараме. Гоце Делчев е македонец и ништо повеќе, ни цар Самуил. За историја нема што да преговараме. Од историја и од спорт не се живее. Се живее од економија и земјоделие. Од исто треба. И НАТО е окупаторска алијанса. Они изцепаа на Вичопланината 20.000 македонци на Вичопланината, во Егејска Македонија. Тоа е Англија, Франција и Германија, да не ја спомнувам. Ето тоа да рече, НАТО е окупаторска војска и ништо повеќе. Путин е најјак политичар за сите времиња у Европа и има поддршка од обичниот народ во Македонија и да ја прекинат поскитно преговорите со Бугарија и ништо повеќе, ни помалку. Ова е порака од Кавадарци. Јасно знае да имат обичните граѓани не сака да преговарат со... Не му е јасно. Сите градишни изгубија изборите. И после 2 години пати изгубат изборите. Ја без Добро, за НАТО зборуваме, чисто да подсетам само за ваквите гледачи. Министерката за одбрана Славјанка Петровска оцени дека гледано од денешна перспектива, јасно е дека Македонија стана членка на Алијансата во вистински момент. Цитирам:
Тоа ја потврдува исправноста на нашите разумни, храбри и прагматични одлуки. Со членството во НАТО стабилноста на државата не може да биде разнишана, а безбедноста здружено ја гарантираат Северна Македонија и 29 сојузници. Завршен цитат, порача Петровска. Соединетите американски држави беа првите што и посакаа добре дојде на Македонија во алијансата пред 2 години. Цитирам: Со Северна Македонија НАТО сојузот само се засили. Како рамноправен партнер, САД се горди што стојат обединети со Северна Македонија. Завршен цитат, децидна американската амбасадорка Кейт Мари Бернс. Во видео обраќање таа истакна дека неоправданата агресија на Русија во Украина ја загрозува регионалната безбедност. Цитирам: Гледаме колку е важно тоа партнерство и за Северна Македонија и за Европа, завршен цитат, рече Бернс. Македонскиот државен врв потврди дека ја осудува руската инвазија на Украина и дека ја почитува храброста на украинскиот народ со која ја бранат нивната држава, нивниот суверенитет и територијален интегритет. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, интересна тема, па би кажала накратко, значи по дефиниција за НАТО, пошто ќе кажам да човек не го правда НАТО, кажам тоа е меѓународно, како по меѓународно право да извршиш окупација. Подобра дефиниција нема од НАТО. Значи имате меѓународен рекетар. Ако не си со нас, ти си против нас. Значи ова некоја да речем закана за слободниот свет. Сам барем така го сваќам. Еве сега да кажам, нели јас сум европејка од Македонија, ама да бидам нели себична, што викаш ми гајде за Африка, за Латинска Америка, за Блискиот исток, не може да бидеме нели мате глобалисти во таа смисла. Сега би рекла, НАТО би имало смисла во друг начин, но недоследност на НАТО има, и ќе ви кажам пример за Македонија, зашто има да се плашиме. Дали сеќавате на грчко-турскиот спор? Нели две членки на НАТО од 55-та. И што се случи сега да прашаме за Македонија? Кипар што биде, нели беше грчки, така? И што избра Америка, значи како главно НАТО, избра Турција. Значи прашање, да не беше Грција во НАТО, дали Турција немаше да изврши инвазија на Кипар, сега ќе има Кипар, ќе бара помош од други. Значи ова е прво да. Значи ако дојде Македонија конфликт со Бугарија, со Албанија, знаеме нели, па и со Грција, значи кого ќе избере НАТО? Мислам, тоа е проблем да знаете, тоа више грците го знаат. Да речеме Грција едно време сакаше да искочи, ама некако и се заканија, мислам да знаете. Второ, Франција, која е втора најака нели после да речем нуклеарна сила, некој пат знае да искочи од НАТО. Да знаете, тоа многу го поремeti од НАТО. Значи збориме ако искочи Франција, она има да речем нели бази на секаде, зборам, значи има недоследност, зборам некако ова утеха 100% НАТО не може. Затоа реков да не се правиме. Второ, сега ќе ви кажам, телевизија гледав малку поразително. Северна Кореја милион напади хакерски прави. Се замислите Америка, знаете што вика НАТО, ни требаат хакери. Замислите колку е тоа, мислам, страшно. Значи Кинезиве и Северна Кореја имат поише хакери него Америка. И она крие. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Василе Фраде од Каварац. Поздрав, повелете. 4 април, денот на НАТО. Сега ги слушам гледачите, некои оправдува што сме зачленети во НАТО, други не. Или повеќе милице, повеќе партиски предпокалаја или го нешто друго. Ја ќе се обидам од неутрална гледна страна. Сум служил војска, имам низи офицерски чин и така НАТО му се полагал општоводна народна одбора, малку од малку ми се познати овие работи. Кога сме мала и сиромашка држава, кога веќе имаше подадена рација од истот и кон запад и од запад кон Македонија, кога веќе се одеше кон тоа да се распарчи и ова мало парче што остана од Вардарска Македонија, Македонија мораше некаде да се припои. Како што бевме порно заедно со Југославија, која што беше несврстаните земји, 20 милиона народ, и сега требаше да се припоиме некаде. Бидејќи Варшавски пакт е растурен, званично не постои. Се припоивме кон НАТО. Ја од моја страна би го одобрил тоа и не би го оправдал човекот пред мене, пред 2-3 часот се јави што рече дека ако се дојдат во конфликт, две држави од НАТО, НАТО не стои настрана, не е точно. Одма застанува на средина, мировни преговори и се труди на како побезболен начин да се решат тие проблеми. Зацементиране се границите веќе на Македонија. Слушам по некој пат некој гледач се јавуваат, не знаеме кога ќе не осамне во голема Албанија. Тоа нека го или голема Бугарија. Тоа нека го заборавате веќе. Нема да има ни голема Албанија, ни голема Бугарија.
него ќе си ја имаме со овие граници, ова Македонија што си ја имаме досега. Можеме само на некои илузија да си праве дека ова ќе биде Леона. Тоа што сме сега и понатаму ќе остане. Сега има и негативни работи со таа НАТО кошта. Секоја година по 200 милиона евра или долари, не знам точно што ќе давали. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Сашо Сани пишува на Фејсбук и вели: добро, Огнен, ти стално не опоменуваш да не ги коментираме јавувачите, ама и сега биди рамнодушен кон првиот јавувач полицаецот. Еуфорија од Северна Македонија, па пак упорно Северна Македонија, за на крајот да се заборави и да биди само Република Македонија. Ама важно, НАТО па НАТО, а големите вложувања во економијата, затоа сме во НАТО, никаде ги нема. Затоа НАТО е само сладка приказна за земји мали како што сме ние. Поздрав, Огнен, поздрав и за вас, Сашо. Во другите пораки пак кои што ни пристигнаа, Славко Л ни пишува и вели: нека приемот во НАТО биде поттик за исполнување на сите барања што ни ги поставува Европската Унија за да влеземе што побрзо во Европската Унија. Треба да ги исполниме тие барања, не да водиме инат 15-20 години со Европската Унија, завршува Славко во своето пишување. А додека пак Зафирха ни пишува и вели: членството на Македонија во НАТО е поважно од членството во Европската Унија. Поздрав и за вас. Добар ден. Добар ден, поздрав Николче Петровски. Поздрав Николче, повелете. Благодарам. Како прво, сакам денот 4 април да го честитам, значи на НАТО, затоа што сме и ние членка на НАТО и воедно честитки да одат прво од Македонија па до последниот. Фактички треба да сватат народот дека Македонија беше една територија која од сите страни гледа како да ја заземат, како лешинари чекаа, Караджаферис од Грција или Рида, од Бугарија Каракаршанов, не знам, од српска страна црквата и тие работи, да бидеме среќни, значи честитки до владата на чело, која помина, дали беше или од ВМРО, че беше или од СДС, без разлика мораше тоа да остори, али беше од Социјалдемократскиот сојуз, на чело со господин Зоран Заев, кој собра храброст, значи храброст, дури по цена на својот живот да успее Македонија да ја учлени да биде членка во НАТО. Значи, цялата борба и честитки да оние кои од ВМРО ДПМН во времето кога требаше во Уставот го изгласаа заеднички да влезе Македонија, да се заштити и сега Македонија се гордеам што е заштитена под чадорот на НАТО, кој више нема право ниту парче земја да побара, ниту Грција, ниту Албанија, ниту Бугарија, ниту Србија, ниту никој. Значи сме држава заштитена заедно со тие најсилни членки кои секојаш треба да водат мир и безбедност за онај кој ќе биде нападат од другата страна. И затоа им посакувам уште еднаш да бидат среќни сите оние кои што влевовме во НАТО, што се имаме државата безбедна и да живееме слободно и радосно. Оние кои не сакаа, знаеме и ден денес работат против и работат за други, само на душа нека им служи, ништо повеќе, али ќе сватат дека... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали има некој следен на линија? Огнен, здраво. Да, повелете. Па еве го моево мислење. Никад прво нема претензии нити Грчка дел од Македонија да земе, нити Бугарија дел, нити Албанија. Може само да се задесувам. Некој гледаш така што е партиски определен, тоа да го каже. Ја го почитувам Раде Василев, а опасноста на Македонија е економски, што не може НАТО нас да ни помогне. Ние економски паѓаме многу. Еве сега вака, премиерот, поранешниот бивши Зоран Заев, ако влеземе у НАТО, ќе влезат многу инвестиции, Фејсбук ќе влезе, другите таму ги набројуваше. Ни една не влезе, додека соседна Србија, што не е членка на НАТО, многу инвестиции влегоа. И сега, мене ми е пари многу Македонија паќа. Сега тие 2% за Македонија се многу пари. А рамноправен член и оддалеку не сме. Прво и прво, НАТО е Америка. Другото све е ситна буранија. И Франција, и Германија, Америка, што ќе каже. А ние не сме ни, како да кажем, нити едно влакно, нас не ни прашуваат. И рамноправен член, тешко да
Добро. Огнен, биди поздравен, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме следен на линија, повелете? Америка и Енглеска, Што? биće земја пролетерска, друже Тито, ми ти се кунемо, да са твога пута не скренемо. Идемо у антикомунистичко НАТО, живела Југославија комунистичка, ајде сви на прва борбена линија да гинемо за НАТО антикомунистичко. Сви комунисти на прва борбена линија sa petokrakom crvenom na čelo, ginite za NATO antikomunističko. Živeo NATO, živo komunista, crveni buržuj Tito. Ajde komunjari, severni i čkanovi na prva Пријатно, борба. ви слушате го гледачот. Само го чекав делот кога ќе почнете со вулгаризмите и со навредите. Навредите, комунистичко, НАТО. Значи, пеењето не предпочита дека треба се што ќе пеете да заврши горе. Значи, некогаш пеењето и завршува и со горе. Чисто една лекција, така да ви се најде во животот. Животот. Добар ден. Добар ден, Огнен. Повелете, ве слушам. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Прво, значи, одбраната на матка да скокнеш во вирот долу не е храброст, него е лудост. Толку околу храброста. Ова НАТО е приватна војска. Значи, може да се кажуваме ние за Снежана и седумте џуџења цел ден тука, приказни, реалноста е таа. Приватна војска на големите светски компании. Нешто као легијата на странци што беше во Франција. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Им служи на интересите на странските големи компании, кога им падне бизнисот, ќе нападнат некоја држава, ќе им соберат тамо што имаат и толку, ќе продаат оружје. Тоа е чист бизнис, нема врска. После ја кошташе 60 милиарди евра влезот во НАТО. Многу ќарби тоа, значи. Нас кој ќе не нападне сироти, ние однатре ќе си зедеме, нема потреба некој да не нападне, значи немаше ни да не нападне, кој нас ќе не напаѓа. На 4 април е успех за НАТО, не е за Македонија. Затоа што НАТО влезе во уште една територија. Тоа е успех за НАТО. Нас ниту ни требаше, нас ни беше доволен по мене договорот за партнерство што го имавме со Америка. Таков договор има Израел и ние. Ништо повеќе од тоа не ни требаше. Ние немаме еден тенк, немаме едно авионче, немаме ништо. Кој е НАТО, која војска сме ние? До некни војската наша немаше леп. Го промашија тендерот, па мора да молат фирма тама да ги снабдува со леп. Толку сме смешни, толку сме, значи, хумористична емисија прават гледачите. Дајте бе малце реално гледајте ги работите. Значи, ние сме една поробена држава, протекторат, за ништо сами не одлучуваме. Ушто сте тоа вие толку срекни? Па се виде вакцините кога дојдоа, колку ви дадоа НАТО вакцини. Секој си гледаче за себе. Ако сам не можеш да се одбраниш, нема. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Вака, и јас ќе кажам неколку збора. Не се толку, како да кажам, секирам за прославата на НАТО и за ова. Јас, како и некој слично што мисла со мене, не мислам дека НАТО ни донесе некоја голема придобивка, како што беа палбите порано, нити НАТО инвестициите кои ќе бидат гаранти, И јас некдека се приближувам на корпорацијата, на бранењето на светските корпорации кои што владеат со ова, како да кажеме, либералната демократија во светот, таа така наречена која што е во залез, и игрите околу НАТО, за она и кајна с приказките околу кажувањето дека НАТО ќе не брани и ќе биде она сето се покажа или конфликтот меѓу две НАТО држави, се гледа во Кипар. Се виде таму. И тоа останува така. А ако некој смета дека Македонија навистина ја брани НАТО, ја брани. Небото на првиот непријател кој што ни го сменуваше името за да влеземе, му го дадохме да не брани. Тоа е јужниот сосед.
Каракачанов, кога беше и овие другите, се ни кажуваат дека требаше да влезат они, да ги исправат неправдите на Македонија, која што станала Македонија, а не била Бугарија. И некои многу работи имаме. И јас сум еден од присталиците кој што несватливо му е како НАТО ни збор не кажа за ова тортура што се врши над Македонија. Нити па Европската заедница. Нема големи заговори. Ако се вратам на Трамп, еве сега и ова конфликтот во Русија е само за приближувањето на НАТО со Украина таму. И ние овде кој ние да не имаме некои ресурси и она сето. Грција е играта затоа што има географска положба. Да. Благодарам за јавувањето, истече времето. Од еден коментар што ни остана преку интернет од Ленка А, вели ни тажно ни весело, така се манифестираше одбележувањето на денот на НАТО. Ниеден војник не искоментира за НАТО, а сигурно тие најдобро ги осеќаат благодетите од НАТО, завршува нашата гледачка. Ве поздравувам и вас, како вас, така и сите останати гледачи во текот на денешното издание. Останете со Телевизија 24, во продолжение следува Дневникот во 17. Од мене пријатно.